Членовите на Советот на општина Струмица на денешната 40-та седница го усвоија кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Струмица за третиот квартал од 2020 година. Детален извештај пред советниците даде градоначалникот Коста Јаневски, а вкупните приходи на буџетот на општина Струмица во 9 месеци од оваа година имаат реализација од 55%. Вкупните приходи ги сочинуваат основниот буџет кој е реализиран со 44% во однос на планираното, наменските дотации 75%, самофинансирачките активности се 26% од планираното, донациите имаат реализација од 28% и во делот на кредити има реализација од 26%. Кај основниот буџет, реализирани расходи се поголемите од реализирани приходи 7 милиони, за кој износ се исклучува дефицитот кој го покрива од пренесеното салдо од минатата година на буџетската жиросметка. Дефицит се појавува и кај самофинансирачките активности од 1,5 милион денари, кој што исто така се покрива од пренесеното салдо од минатата година. Во однос на минатата година процентот на реализација на вкупните приходи е исти, односно 55%, а исти и процентот на реализација на основниот буџет. На седницата беа усвоени предлог одлуки за пренесување на користење и управување со фекални канализациони системи во населените места Дабиле и Просениково и изработка на проект за атмосферска канализација во населеното место Муртино. Зелено светло од советниците добија извештајот за реализација на програмата за одржување на улиците во град Струмица и населените места, како и локалните патишта во Струмица за 2019-2020 година во зимски услови и предлог програма за одржување на истите за оваа година. Годишниот план за вработување во детска радост Струмица за 2021 година и барањето за прием на помал број на деца. Беа усвоени повеќе предлог одлуки од областа на урбанизмот, предлог одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Струмица и Демеркапија и предлог одлука за додолување на парична помош на Петре Попов од Струмица.